Да го нанижиме за зимуска нижа. Да, врвци, игли, нижи се и се става да се суше. Нижат ли штипјани се уште везени пиперки? Граѓаните со поделени мислења. Дел од нив кажаа дека со игла и врвца ги нижат везените пиперки, ги ставаат на тераса да се сушат и во текот на зимата од нив подготвуваат различни јадења. Гордо изјавија дека ја чуваат традицијата и ја пренесуваат на своите потомци. За друг дел па граѓани, везените пиперки се скапи, па не можат да си дозволат да купат и воопшто не јадат. Од времето, да, па тоа е традиција. Од старите останува па на нас и пренесам па на керката, на внуците и така. Игла? Да, врвци, игли, нижи се и се става на терасата, на джам негде, така на поскриено. Сега закачаме некаде на страна и да се сушат. Многу сонце да не ги фаќа. И за тоа, не за друго. Не сум скапи везениот пипер. Не. Скап, многу е скап, 150 денари не се дава. Слушај, јаде се луто и затоа взимаме. Ако треба и пинџур правиме и така. Не јадеме ние. Везен пипер. Граѓаните тврдат дека пинџурот и годинава ќе биде неизоставен дел од трпезата во студените зимски денови. Велат дека везените пиперки се најубави кога се лути, но и во комбинација со компири и гравче, а некои наместо нив ќе се одлучат за место. За пинџур жената го прави, јас тоа не знам. Она го прави, а јас луто јадам исто. И дома шните исто јадат луто, така. Па за пинџурче, да, за пинџурче. Со компирче, со други работи, со гравче, исто така. Што да правиме? Па месо ќе јадеме, нема пинџур. Зимата ќе дојде за неколку месеци, а во штипските домови веќе се знае што ќе има на трпезата: везени пиперки и домашен пинџур.